Од пред 1,5 година е оформено граѓанското здружение Форум на млади македонци во Србија, кое ги обединува нашите млади кои живеат, студираат или работат во оваа соседна земја. Дел од нив таму се подолг период и успешно се вклопуваат во средината, што според нивните искази одлично ги прифатила. Во изминатиот период, форумот е прилично активен на повеќе полиња кои се поврзани со зачувувањето и презентирањето на националниот и културниот идентитет на македонците како етничка група која и уставно е прифатена во Србија. Од пред 2 години во наставниот процес на основното училиште Гоце Делчев во селото Јабука, македонскиот јазик стана изборен предмет, при што се изучуваат и елементи од националната култура. Во овој 8-аголник разговараме со Константин Коцев, комуникацијски тим лидер на Форумот на млади македонци во Србија, за работењето на здружението во изминатата година и пол и плановите за активностите во наредниот период. Коцев, од кога постои Форумот на млади македонци во Србија и која беше идејата да се формира едно вакво здружение? Форумот на млади македонци во Србија, ФММС, како невладина и непрофитна организација, постои од ноември 2012 година. Форумот како репрезент на интелектуалната и младинска македонска мисла во Република Србија беше основан од група на млади ентузијасти, членови на Здруженијето на македонци во Белград, Македониум, кој обстои од 2007 година. Која беше првичната идеја за да се формира друштвото? Поголем број од нашите членови, од членовите на форумот се и членови на Здруженијето Македониум. Здруженијето Македониум опфаќаше луѓе од различна старосна структура. Меѓутоа, ние сметавме дека треба да направиме нешто посебно, како керека организација, која би можела да аплицира на сите проекти што ги нуди Европската Унија и на сите програми за млади. Имате едно интересно лого, ви рекол, на здружението, кое што ја символизира практично државата од која што потекнува. Точно. Сметам дека логото прекрасно представува нашата работа. Логото е дело на еден наш млад сограѓанин, Даниел Јанев, кој што живее и работи во Скопје и е еден од најуспешните македонски дизајнери денеска. Како е организирано здружението? Како работи всушност? Така, покрај претседателот Зорица Митровиќ, господица Зорица Митровиќ, која е дипломиран политиколог, работата на нашето здружение е организирана преку неколку тимови. Покрај тимот за комуникација, чиј што член сум јас и лидер, постои и тимот за подигнување на буџетот и тимот за проекти, тимот за учество во програмата на Европската Унија Youth in Action, тимот за проширување на членството и тимот за култура и уметност. Со посебен статут и име и печат, регистрирано во Централниот регистар на Република Србија, нашата работа е формално официализирана, а форумот е правен субјект кој повеќе од година и половина ги застапува интересите на младите македонци од 16 до 35 години. Значи, тие си нашата целна група. Во нашите редови членуваат македонци кои што се родени во Република Србија, македонци кои таму отишле да живеат, студираат или работат, наши пријатели срби, но и припадници на други нации кои на еден или друг начин се поврзани со нашата татковина и незиниот народ. Како пример би навела една американка, македонска снаа, но еден сириец кој што е член на нашиот форум, никогаш не ја посетил Република Македонија, но мислам дека ја засака вечно благодарение на неколку пријателства со македонци кои што ги остварил за време на своите постдипломски студии во Белград. Колкав број членови имате во форумот на млади македонци? Во форумот членуваат околу 200 членови. Тоа се претежно студенти или докажани млади интелектуалци во повеќе области. Сега, минатата година веројатно работевте по некаква програма. Какви активности остваривте? Што се работеше? Иако постоиме еден краток период, за нас се наоѓа доста плодна година. Уште од самото основање во ноември 2012 година произлегоа идеи за тоа како ние да се представиме пред српската јавност. Беше предложено да организираме една хуманитарна акција во која успеавме да собереме алишта и храна за децата од фртилиштата во Белград. Тоа се деца на бездомниците, деца на белградските улици и деца кои многу често единствениот кров над глава го имаат токму таму. Таа акција беше проследена и со крводарителска акција, на која собравме некаде околу 30 единици крв. И таа акција бурно одекна во српските медиуми.
мислам дека тоа беше најдобриот начин за наше представување пред српската јавност. Она што е интересно е дали имате поддршка од државата во која што работите и живеете? Секако. Иако сме дел од невладиниот сектор, форумот на млади македонци и неговата работа е поддржал на високите државни авторитети на двете земји. Тука пред се мислам на кабинетот на претседателот Иванов, чија школа за млади лидери ја помина неколку од нашите членови. Исто така имаме тесна соработка и со амбасадата на Република Македонија во Белград, со амбасадорката низината екселенција госпоѓа Вера Јовановска-Типко, со конзулот Маријан Јовановски, кој е млад човек и наш член, со амбасадорот на македонската култура во Белград господинот Зафир Хаджиманов, со канцеларијата за човечки и малцински права при владата на Република Србија, како и со Националниот совет на македонците, кој како кровна организација е и наш основач. Освен хуманитарните активности, веројатно имате и други активности, културни. Ние делуваме на повеќе полиња, меѓутоа во фокусот на нашата дејност се наоѓа хуманитарната активност, културата и уметноста. И сега, она што се нормално наметнува како прашање од овој разговор е соработката со слични вакви организации на македонците, па можеби и на другите етнички групи кои што живеат во Србија. Ние имаме најтесна, иначе најблиска соработка со Сдруженијето на македонци во Белград Македониум, кое е и најголемо здружение на македонците во Република Србија. Имаме слична соработка и со другите македонски здруженија во Република Србија, но и со македонските здруженија во регионот. Пред неколку дена јас одев во Корчани и остварив средба со претседателот на Сдруженијето на македонци Илинден во Албанија, со господинот Никола Ѓурѓај. Со него разменивме искуства, но и договоривме некоја соработка во иднина на неколку проекти. Бидејќи веќе рековте дека постои едно здружение на македонците, зошто се јави потреба и уште одедно, би рекол? Постојат повеќе здруженија на македонците во Република Србија. Која е потребата? Како што знаете, од секогаш Македонија и македонскиот народ биле негирани и оспорувани, со векови други народи насилно присвојувале значајни делови од нашиот историски и културен мозаик и со нив ги пополнувале празнините во своите истории и култури. Токму поради тоа, Македонија денеска е синоним за болка и тага, но и се присутна мисла, вечна инспирација, љубов која се носи во срцето и која пулсира во артериите и гордост која врзува. Денес, кога е сосема јасно дека Република Македонија е независна и суверена земја, пред нас се појавува еден нов предизвик, а тоа е во актуелните и глобални, морални, духовни и економски премрежија да успееме да го сачуваме она што го имаме, она за кое нашите предци толку жестоко се бореа и кое толку тешко го добивме, во меѓувреме не заборавајки да ја почитуваме различноста на сите етникуми со кои географски сме поврзани на овој или оној начин или со кои во овој момент сме поблиски или подалечни. Како македонци би рекол дека имаме среќа што живееме во Република Србија, која како земја ги почитува и афирмира малцинствата кои живеат на нејзина територија. За разлика од некои други земји, чии имиња не би сакал да ги спомнам во оваа прилика, таму имаме уставно загарантирано право на самопромовирање и самоорганизирање, право кое не смее да се злоупотреби, јас мислам дека и не може да се злоупотреби, но треба да се искористи. Македонија и Србија се соседни, братски земји. Делиме многу сличности, но имаме и разлики кои ги чинат нашите идентитети, македонскиот и српскиот. Надкајувањето на нашите идентитетски нишки не треба да се гледа со резерва, туку напротив, затоа што сметам дека на тој начин се збогатува културниот колорит на двете земји. Само со подобро запознавање може да се роди вечна љубов која ќе ги победи предрасудите. Во ерата на глобализацијата и културниот релативизам и самиот термин национализам добива поинакво значење. Национализмот треба да се доживува спортски или олимписки, како двигател, како нешто што е корисно и убаво за културен натпревар помеѓу народите. Ако илинденците го напиша манифестот за соработка во воени услови, мислам дека ќе се согласите дека ние како нивни потомци имаме наполесна задача. Ние треба да донесеме манифест за мир, за подобра соработка и за подобар меѓунационален соживот. На секој наш член му советуваме да биде што подобар во професијата што ја работи, да не заборава да биде добар човек, затоа што секој од нас е мини амбасадор на сопствената земја. Јас цврсто верувам дека во очите на другите, нашиот народ и нашата нација се токму такви какви што се и постапките и делата на секој од нас.
Рековте имате подршка од државата, како сте прифатени од населението, од српскиот народ? Па, сметам дека сме прифатени добро. За нашите акции пишуваа српските медиуми. Бидејќи веќе постои едно здружение кое што опфаќа различни старосни групи македонци во Србија, рековте дека сте дошле до идеја да формирате и едно кое што ќе ги опфати младите. Зошто? Да, ние формиравме младинско здружение, затоа што тврсто веруваме дека младината може да донесе промени, дека младината сама по себе и е промена, дека младината може да направи врска или мост помеѓу различните цивилизации и култури, помеѓу минатото, сегашноста и иднината, помеѓу нашите предци и генерациите што доаѓаат. Каква е структурата во здружението? Предпоставка е дека бидејќи се работи за млади луѓе, дека пред се тоа интелектуалци, академски граѓани. Да, тоа се главно студенти или докажани млади интелектуалци во повеќе области. Јас би истакнал неколку наши позначени повидни членови. Една од нив е сопрано Тана Синицки, која живее и работи во Милано. Еден од најпознатите скулптори на младата македонска генерација, Синиша Новески, кој потекнува од Македонски Брод, но живее и работи во Белград, како и писателката Искра Пенев. Финансирањето на здружението како се одвива? Финансирањето на здружението доаѓа преку фондовите на Република Србија, но и преку странски фондови. Нашето седиште се наоѓа во Панчево. Веројатно многумина се прашуваат зошто токму во Панчево. Војводина сама по себе е синоним за мултикултуралност. На нејзина територија живеат многу малцинства, многу различни религии во слога. Нашето здружение има седиште во Панчево затоа што со тоа ние можеме да влечеме финансиски средства од фондовите на автономната покрајна Војводина, но исто така преку нашите ограноци, кои се замислени да се формираат во повеќе градови на територијата на Република Србија, ќе можеме да аплицираме и за финансиски средства што ги донира, што ги дава Република Србија. Со оглед што сте здружение на македонци кое што работи во Србија, имате ли поддршка и од матичната држава Македонија? Секако имаме голема поддршка која доаѓа од Македонија. Еве пред неколку дена оде во Корчани на 5 мај компанијата Европа 92 на наша иницијатива донираше неколку пакети на книги за еден наш проект кој што е приоритет за 2014 година, а тоа е формирањето на македонски читални во рамките на библиотеките на град Белград и Панчево. Со тоа еден вековен сон на генерација македонски дејци се претвора во јаве. Би сакал да упатам голема благодарност на компанијата Европа. Со оваа донација таа уште еднаш докажа зошто име кој се бројува во редот на најуспешните и општествено најодговорните компании во Република Македонија. За време на мојот краток престој во родниот град остварив средби и со раководството на ЈОУ библиотека Искра од Кочани, со госпоѓа Сузана Ѓоргиева и со еден наш сограѓанин Јордан Чорданов, кој што е директор на издавачката куќа Наша култура од Скопје. Тие го препозна историскиот момент и чин и во рамките на своите можности ветија донации. Се планира средби со градоначалникот на општина Кочани, господинот Радко Димитровски, за која се надевам дека ќе се оствари во најскоро време. Сигурен сум дека овие позитивни примери ќе поттикнат и други физички и правни лица од приватниот, јавниот и невладиниот сектор на општина Кочани да бидат наши партнери и дека ова е само почеток на многу долготрени и плодни соработки на повеќе полиња. Ме интересира каква е можноста за презентација на македонската култура преку вашето здружение, гостување на наши еминентни познати уметници? Секако, можностите за соработка се големи. Меѓутоа би сакал да потенцирам дека форумот немаше идеја да направи една изолирана група на македонци, една микровселена на луѓе од македонско потекло и да изврши некоја гетоизација во Република Србија. Нашата главна цел е зачувување и афирмирање на македонскиот идентитет и сите негови елементи, но преку позитивни примери на младенски активизам сакавме да подадеме рака и на нашите српски пријатели, но и на другите национални малцинства кои живеат во Република Србија, за меѓусебна соработка. Што конкретно презентиравте пред српската држава, односно пред тамошниот народ? Така, покрај хуманитарната и крводејстволска акција, со која се представивме пред српската јавност,
организиравме низа на активности. За нас се наоѓа една плодна година, со речиси никакви финансиски средства. Успеавме да ги добиеме најрепрезентативните концертни изложбени простори во Белград. Морам да нагласам дека доскоро во нашите простори немавме компјутер, немавме принтер и скенер, немавме интернет. Пред неколку дена добивме донација од Националниот совет на македонците како наш основач. Оно што би сакал да го нагласам е дека во јануари и февруари 2013 година, непосредно по нашето основање, во рамките на форумот формиравме етно форум, секција од млади музичари, аматери и професионалци, која по напорните проби во месец март настапи во Белградска Скадарлија во куќата на Ѓуро Јакшич, заедно со пејачкото друштво Лунина од Белград и со националниот ансамбл Тоше Проески од Панчево. По тој настап организиравме и прва македонска забава во Белград. Активностите на пејачката група засега се замрзнати, но ќе се трудиме да ги возобновиме затоа што веруваме дека музиката е нашиот најдобар и најпрепознатлив извозен производ. Очигледно имате интересен почеток, што натаму следуваше? Да, во пролетот 2013 година имавме честа во соработка со Академијата за моден дизајн, Академија Делусо во Белград, да му помогнеме на нашиот член Синиша Новески да ја организира изложбата на скулптури, форми и сенки. Во соработка со Сдруженијето на македонците од Белград Македониум, во мај 2013 година ги реализиравме манифестациите македонски културни дејци, каде што акцентот беше ставен на господинот Љубиша Ѓоргиевски, тогашниот амбасадор на Република Македонија во Белград и 55 годишнината од неговата професионална активност. Потоа следува деновите на македонска култура, кои се традиционална манифестација и една од најзначајните манифестации на македонците во Република Србија. Таа манифестација започна со представа на театарот од Велес. Што следуваше после гостувањето на Велешкиот театар? После гостувањето на Велешкиот театар следуваше свечена академија по повод празникот на Светите Кирил и Методи, 24 мај. Тука учествуваше професорот од Кочанската гимназија Доне Донев, кој што одушеви со монодрамата Мегникот за Крсто Петков Мисирков. Истиот ден беше отворена изложба на македонските ликовни уметници кои живеат во Република Србија. Манифестацијата заврши со изложбата за мегалитската обсерваторија Кокино, која беше организирана во соработка со музејот од Куманово. На нејзиното отворање учествуваше и Игор Рил, главниот говорен уредник на Национална географија Србија. Како кулминација на нашите активности, во месец мај 2013 година се одржи заедничкиот концерт на националните ансамбли на Македонија и Србија, Танец и Коло, кој што носеше наслов Запеј заиграј. Потоа беше организиран исто таков концерт и во Скопје. Што следуваше по гостувањето на Велешкиот театар? По гостувањето на Велешкиот театар следуваше свечената академија по повод празникот на Светите Кирил и Методи, 24 мај. Таа манифестација се одржа во конокот на кнегиња Љубица во Белград. Тоа е еден репрезентативен простор во кој што беше отворена изложбата на македонските ликовни уметници кои живеат на територијата на Република Србија. Исто така беше одржана и монодрамата Мегникот од страна на професорот во Кочанската гимназија Доне Донев. Потоа следуваше отварање на изложба на фотографии за мегалитската обсерваторија Кокино, која во соработка со музејот од Куманово ја реализираше Сдруженијето Македониум и форумот на млади македонци. Како кулминација на нашите активности во месец мај се одржа концертот Запеј заиграј, на кој се представија националните ансамбли на Македонија Танец и на Србија Коло. Ист таков концерт потоа беше организиран и во Скопје. Што следуваше во текот на летниот период? Во почетокот на летото го организиравме фотоконкурсот Македонија во моите очи, во рамките на кој младите од цела Србија ни ги испратија своите најубави фотографии направени во Република Македонија. За нив се гласаше на социјалната мрежа Facebook и во гласањето учествуваа повеќе од 3000 луѓе. Главната награда, викенд за двајца, во славното Крушево форумот ја обезбеди во соработка со Агенцијата за промоција на туризмот на Република Македонија. По успехот на овој проект осмисливме едногодишен циклус на конкурси во рамките на кои младите во Србија ќе имаат можност на различни начини да изразат својата креативност инспирирано од убавините и богатството на Македонија.
а ние како организација ќе имаме прилика уште повеќе да се промовираме, да анимираме и разбудиме уште поголем број на млади македонци во Србија да ни се приклучат. Во ноември 2013 година беше распишан литературен конкурс во кој се примаат творби на македонски и српски јазик на тема Македонија во твоите очи. Нашите членови Јованка Србиновска, Искра Пенева и Саша Младеновиќ ги одбраа трите најдобри творби. Првата награда Викенд за двајца форумот ја обезбеди во соработка со вилата Нико од Охрид, а двојазичната збирка на творбите беше издадена во соработка со Македонскиот издавачки и информативен центар во Панчево. Книгата беше промовирана на настанот кој го организиравме по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари. Што содржи друго програмата за работа во 2014 година? Во 2014 година планираме да делуваме на 3 полиња. Првото поле е култура, идентитет и традиција, второто поле е едукација, неформално образование и усовршување, а третото поле е наше учество во рамките на програмата Erasmus+. На првото поле, култура, традиција и идентитет, се планираат неколку активности кои можеби ќе се одработат во соработка со македонските здруженија од регионот. Се планира предавање и работилница с личностите и разликите на српската и македонската кујна. Потоа се планира наше учество како коорганизатор во деновите на македонска култура во Белград. Планираме да организираме курс за аналогна фотографија во соработка со Иван Иванов, наш македонец од Кавадарци, кој што целиот работен век го поминал во списанијата Политика и Дуга. Се планира проекција на современ македонски филм на отворено во текот на летото, одбележување на 1000 години од битката на Беласица, тука е планирано научно предавање и перформанс и колку што знам ние сме единствената организација која планира нешто слично и не само во Република Србија, туку и во Република Македонија. Потоа планираме отворање на изложба на фотографии Македонија во моите очи, на која што ќе бидат представени најдобрите фотографии од претходниот конкурс, но и најдобрите фотографии кои ќе бидат направени на курсот за аналогна фотографија. Планираме да формираме и драмска секција во рамките на форумот и да извршиме представување на таа секција и да отвориме македонски читални во рамките на библиотеките на град Белград и Панчево. Сега малку од темата форум на млади македонци во Србија да поразговараме и за тоа колкав е бројот, имате ли сознание на вкупниот број на македонци кои што живеат во оваа соседна држава? Так, неофицијалните бројки се 6 цифрени, одат дури до 200.000 македонци кои живеат на територијата на Република Србија, но сметам дека треба да бидеме реални. На последниот попис во 2011 година не ја поминавме бројката од 23.000 македонци. Што е она што е актуелно во моментов во вашето работење? Во моментот актуелни се деновите на македонска култура во Белград, допир на Македонија. Оваа манифестација започна на 25 април со традиционалната македонска вечер на која гостуваше групата Нелити Реков. Ќе продолжи на 10 мај со отворање на изложбата на македонското копрничарство, каде ќе гостува специјалниот гостин директорот на Музеот на македонска борба од Скопје, доктор Бранислав Светозаревиќ. Автор на изложбата е Будимир Апостоловски од Тетово. На 15 мај на сцената на Народниот театар Раша Плавовиќ во 20 часот ќе биде одржана представата Љубовникот во голем стил во изvedба на драмското студио Тетово. На 22 мај ќе биде одржана свечена академија по повод денот на Свети Кирил и Методи во студентскиот културен центар СКЦ во книжарата Делфи во 19 часот. Дали оваа манифестација организирате сами или имате поддршка од некого друг? Не, оваа манифестација организира Здруженијето на македонци во Белград Македониум, заедно со форумот на млади македонци во Република Србија, а заедно со издавачката куќа New Meet, тоа е македонски информативен и културен центар, кој што се наоѓа во Панчево, заедно со Националниот совет на македонците, но имаме поддршка од некои компании македонски кои имаат своји представништва во Белград, како што е Елкаво и Скопје. Која е идејата, пораката што ја праќа форумот до младите македонци во Србија? Ние би биле среќни доколку успееме да пробудиме барем еден македонец, да го убедиме дека нема причина да се срами да открие од каде доаѓа, кој јазик го зборува, кои се обичаите и верувањата кои ги наследил и кои ги негува до денешен ден. Би биле пресреќни кога би натерале барем еден македонец да осознае зошто Македонија е многу повеќе од оние 25.713 квадратни километри.
Коцев живее и работи во Белград, односно во Република Србија. Што беше причината да се биде таму? Па знаете, во Белград заминав со надеж дека таму ќе се стекнам со поквалитетно образование. Сметам дека Белград е и првата попатна станица на патот кон Европа и светот. Не се кајам поради таа одлука, затоа што во овие тешки времиња сметам дека Универзитетот во Белград успеа да го задржи својот критериум. Своевидна потврда за тоа е и местото кое Универзитетот во Белград го завзема на Шангајската ранглиста. На последното рангирање влезе во првите 250 универзитети на во светот во конкуренција од 20.000 универзитети. Млад лекар, какви се плановите за воиднина, специализација можеби? Јас сум моментално работно ангажиран во Белград. Секако специализацијата е желба на секој млад лекар, на секој студент на медицина, но тоа е нешто што ќе се решава во воиднина. Јас посакувам успех во работењето на форумот на млади македонци во Србија, а секако и успех во работата на личен план. Ви благодарам поради интересот кој што го покажавте, благодарам на времето кое го посветивте на нашата организација. Се надевам дека не сте гледаме прв и последен пат, а сега и овде, дека ние како организација ќе бидеме уште успешни во еднина, дека нашите дела ќе бидат погласни од нашите зборови, а дека вие како медиуми ќе бидете секогаш тука да ги регистрирате. Задоволството беше и мое.